Как започнахте да пишете поезија? Кои се вашите најранни спомени когато решихте да се занимавате с поезија? Воопште с писаното слово? Откъде дојде този интерес? Поле, ке кажеш ти прво. Ами аз накратко ще кажа, буквално още от най-ранна възраст, съответно не можех да пиша, разбира се, още, но си съчинявах някакви така стихчета, римувани и ги повтарях. И в последствие вече, като започнах да пиша, си съчинявах някакви неща и така винаги е било. Разбира се, докато се стигне до книгите и така нататък, се мина много дълъг път. Но още от буквално най-ранна възраст си имах афинитет към словото, към книгите. Дори си спомням, където ходихме, аз винаги търсих книги, дори някъде на почивка на морето, аз винаги си намирах някаква библиотека, нещо, което не знам, да имам достъп до книгите. Сега няма как да ви покажа тук, да завърта компютъра, нали, да ви покажа цялото ми пространство, нали, което... Може, Поли. Аз редовно го правя. Аз редовно показвам книги, за да се правя на паметен. Не много да се ядосва. Просто естествен така афинитет имах към това. Никой от родителите ми не ме е насочвал. Дори обратното, винаги са ми казвали, нали, сега какви са тези работи, нали, вземи нещо по-сериозно, като икономика, какво ще правиш, примерно, с тая българска филология и така нататък. Но мене това ме така влечеше до ден днешен и така независимо, нали, от степента на така успеваемост в едни други измерения, но това, което ти е така на сърцето и с това се занимаваш, нали. Така, това е основният мотив. Мојата приказна е малку поинаква од твојата. Јас мразев книги кога бев дете. Бев многу активна, многу жива, многу сакав да трчам, да скокам, да возам точак, да правам такви работи. И имам постар брат, кој што пак многу читаше, добиваше и награди за најмногу прочитани книги на републичко ниво и слично. И често кога ќе требаше да прираскажеме за во школа лектира, го замолував тој да ми помогне, односно ја имаше веќе прочитана секако книгата, се додека еден ден учителката не сфати дека јас ја немам прочитано книгата, па под казна морав да прочитам, па да прераскажам што поопширно. И мислам дека беше Хајди книгата, така ми беше голема, изгодамна и понекогаш крадев од книгите на брат ми, сакав да ги читам тие авантурите, Робинзон Крусо, Пат околу светот за 80 дена, Богатството на Сиера Мадре, такви некои по-авантуристички книги. И дури потоа некаде, можеби на 11-12 години, највиновна мислам дека е рок група македонска Архангел, таа не можеби ги знае Архангел. Тие се највиновни, 92 година, па практично сум имала 10 години. Значи, они го издадоа вториот албум и почнав да слушам рок музика. И слушав текстовите, нивните текстови се често или авторски на Ристо Вртев, или се некои препеви поетски од други поети. И имаше доста различни поети, сега тука да не набројувам. И тоа што го знаев како поезија и како книжевност предходно, сега доби ново лице, што допре до мене практично. Тие другите работи што ми беа за на училиште, ми беа така здодевни, не им се трошеше време во седење. Има попаметни и активни работи за правење и така и од таму почна. Се сеќавам некои први стихови како за себе, некако задача за во училиште, напишав некаде на некои 11 години. И така мислам дека генерално во поезијата и во книжевноста ме воведе музиката. Не книжевноста сама по себе. И ева, омилена работа ми беше да цртам, на Поли илустрирав и цртажот татко ми, така се вика цртажот. И поврзан со незината песна Таткото ми си леп, така беше Поли песната Татко ми си леп, да. Независно се настанати цртажот и песната на Поли, но убаво се вклопија. И така генерално имав интерес од работи што се однесуваат на уметност, на не знам, и ликовна уметност, и музичка, па и книжевност, и понатака засакав многу што и запишав и филологија, и книжевност, и се, и еве 10-11 година веќе
Водам издавачка куќа, 13 години сум во фестивалот и така следам генерално современа, па и светска би рекла, европска пред се, но се трудиме да видиме што има и подалеку од Европа на поетско ниво. И така, мислам дека одговорот е музика, пак ако го поедноставим. Гоше имаме мултиталенти овде кај нас, човече, не е повод да кјутиме и да ги оставиме да зборат. Ако не прашат за нашите таленти, ќе стане многу страшно. Таня, ти пак ти си талентиран, ти можеш да пишеш. Дори да е публицистика. Тука сам аз најзле мај в литературата. Ама хајде сега да не се излагаме повеќе ние, че не знаем. Аз